Во ова издание на темата на неделата, почитувани, говориме за младите и нивните можности за вработување во земјите на Европската Унија и во Македонија. Разликите се огромни. Чешката република можеби е најдобриот пример во рамките на Европската Унија за тоа што навистина значи брзо наоѓање работа на младите. Некои од нив велат дека имаат избор од неколку работни места и оти може да се вработат за 2 до 4 недели по завршувањето на студиите. Тие велат дека сакаат да одат во странство, но да соберат некоја година искуство, бидејќи тоа би било најдобро за нивната кариера дома. Вработувањето по завршувањето на студиите не им создава голема главоболка на младите чеси. Во државата за секој студент или скоро дипломиран млад човек има по 2 слободни позиции за работа. На европско ниво во однос на вработеноста, Чешка е држава која сите сакаат да бидат кога ќе пораснат, бидејќи стапката на невработеност е 3,2%, што е најниско во Европската Унија. Изборот на работни места во домашните компании, индустријата и странските фирми, од најдобро платените позиции во IT секторот до поскромните за работа во маркетите е огромен. Доволно работни места има и за младите. Чешката статистика покажува дека невработеноста меѓу младите до 24 години е 10%. Студентите и тази дипломираните ги потврдуваат бројките и велат дека или веќе имаат најдено работа, или пак си даваат простор за 2-3 години искуство во странство и патување пред да се посветат на вработувањето во Чешка. Мирек Хейздерал, абсолвент на студии по политичка географија на Карловиот универзитет, е уверен дека за 1 до 2 недели може да најде работа во Прага. Неудавна вратен од 6-месечната платена пракса во Романија, Мирек е еден од многуте чеси кои во текот на студиите работат во странство, за да стекнат подобро лично и работно искуство, но потоа се враќаат назад бидејќи сакаат да живеат и работат во Чешка. Со сличен став е и Адам Хотови, студент по економија од чешкиот град Острава, кој пред неколку години работел во Британија, а летово започнува со работа во Швајцарија. Actually, I'm that kind of the student what I mentioned that let's go for 3 years or 3 till 5 years abroad, gain as much experience as you can, and then come back and use them here and really help to develop the country. Посочува дека пред 3 години според чешката статистика студентите барале работа околу 6 месеци, додека пак сега максимално се бара работа до 4 месеци. Ивана Бартункова од Словачка, студент по општествени науки и координатор за студентска практика во АјСЕК во Чешка, вели фактот што има повеќе позиции од луѓе ги поттикнува компаниите да нудат подобри работни услови. Companies need to actually give more benefits, like more competitive salaries, and they need to really care about their employees because they can choose. The employees are now the ones who are choosing. Но според младите чеси, клучен фактор што чешкиот стандард, вработеноста и инвестициите одат во нагорна линија во оваа никогаш затворена држава поради строгиот комунистички режим и членството во Европската Унија. Чешка од европските фондови добива од 2007 до 2020 речиси 50 милиарди евра за проекти за развој на државата, а еден од приоритетите е намалување на невработеноста. Од 2014 до 2020 со фондовите се одредени 2,1 милиарди евра за зголемување на вработеноста во државата преку отворање нови работни позиции, преквалификување и поддршка за основање нови претпријатија. Миркица Поповиќ се осврнува и врз какви услови за вработување имаат младите во Македонија и зошто тие најчесто, за разлика од нивните врсници во Чешка, сакаат трајно да заминат од државата. Само еден податок е доволно индикативен, оној за стапката на невработеност кај младите. Во Чешка таа е околу 10%, во Македонија пак скоро половина од младите се невработени. Младите во Македонија се на сосема поинаква бранова должина од нивните чешки колеги. Стандардот и платите во Чешка и Македонија се драстично различни. Просечната плата во Прага е 1000 евра, а во Скопје 360 евра. За разлика од трендовите во Чешка, во Македонија иселувањето на младите со години е еден од најсериозните проблеми. Стапката на невработеност кај младите според бројките на Светска банка е околу 50%.
Разочараноста од тешкотиите за вработување, ниските плати, неможноста за финансиска самостојност и општата состојба во државата преовладуваат над оптимизмот и младите се повеќе размислуваат да ги спакуваат куферите и среќата да си ја пробаат во странство. Младата Климентина Ѓорѓиевска, првенец на генерација на политички науки на Солунскиот универзитет Аристотел, пред една година се врати во Македонија, а веќе повторно размислува да замине. Незиниот оптимизам дека ќе ја гради иднината во Македонија спласнал поради тешките социоекономски услови, неколкумесечното неуспешно барање работа и вработувањето во фирма неповрзана со незината струка. Генерација и се вратив со оптимизам во Македонија дека овде ќе најдам работа и дека ќе ја продолжам да ја градам иднината во својата земја. Но за жал се соочив со тешка економска и политичка состојба тука. Значи, ја затекнав токму на средина она 2-годишна политичка криза со која Македонија се соочуваше нели изминативе години. Потоа претерана поларизација во меѓучовечките односи. Со сегашната плата во услови кога мора да плаќа кирија и сметки во Скопје, не ни помислува дека може да заштеди нешто или пак да купи собствен стан или возило. За Злата Голабовска, архитектка која работи на проект на Европската волонтерска служба во Атина, разочарувачки било непочитувањето на работничките односи и ниското вреднување на архитектонската струка. Кога одлучила да си замине од Македонија, работела 2 месеци во кафулја и вели заработила двојно повеќе како келнерка отколку како архитект. Тука ако некој се труди може да постигне, во Македонија не. Во Македонија мораш да бидеш роднина на политичар, не знам, или заветен на партијата која е на власт. Од Младинскиот образовен форум коментираат дека условите во Македонија не се соодветни за младите и тие немаат друг избор освен да си заминат. 30% од младите кои не се вработени а барале работа се иселиле од државата, вели председателката на МОВ Сандра Анастасовска. Истражувањата покажуваат дека најголем број невработени лица во Македонија се оние од 24 до 35 години. Тоа значи дека само што ќе завршиме со своите студии, ние се случуваме со тоа да не можеме да најдеме работа, а при тоа истражувањето покажува дека младите бараат работа повеќе од 12 месеци, со што ги става во рамка на влегуваат во рамката на долгорочна невработеност, која може да се задржи до 5 години. Младите пак порачуваат дека ако државата сака да ги задржи и врати назад, треба да им ја врати слободата на говор и можноста за отворена критика, но и да направи итна интервенција на социјалните и економските политики и да овозможи пристојни плати за еден достоинствен живот со европска култура. Толку во ова изданија на темата на неделата на Радио Слободна Европа, во која говоревме за младите и вработувањето. Следете не и натаму на Facebook и YouTube. До гледање.